Со откривање на скулптурата за шиени емоции денеска и официјално започна 8-та поред текстилијада во Штип. Настанот продолжи со форум на кој гласно се зборуваше за правата на текстилните работнички, проблемите и потребите со кои тие се соочуваат. Текстилната индустрија е наш белег на градот Штип и затоа имаме обврска како град да се бориме текстилната индустрија да ја развиваме, а таа да генерира развој во нашиот град. Во оваа насока сакам да се заблагодарам на Кристина и на Гласен текстилец, кои што 8 година гласно зборуваат за потребата од промени, за потребата од ребрендирање, за состојбата на работничките права во текстилниот сектор и за сето она кое што е наше секојдневие, затоа што повеќе од 8.000 наши сограѓани живеат, работат во текстилната индустрија. Убеден сум дека преку ваквите настани и преку ова кое што се случува 8 година поред, дека ќе се придвижат работите во позитивна насока, а затоа сме ние овде. На настанот и отворањето присуствуваше и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Во своето обраќање даде силна поддршка кога се во прашање текстилните работнички, претседнивните права и потреби, но и можностите да се работи и да не се соочуваат со неправди. Многу пати сум се вџашувала од примерите на нечовечност со кои се соочуваат текстилните работнички. Сум се вџашувала од кршењето на одредбите на најважните документи на меѓународната организација на трудот, но исто така и со немањето слух за гласот кој што укажуваше на невидена неправда. Сум имала прилика со помош на Кристина да чујам неверојатни приказни кои ме вознемирувале, приказни на текстилните работнички и работници, врзани за профитната логика до степен на дарвинизам, кој што се разбира дека ги погодуваше најмногу жените. Кога работникот е задоволен од својата работа и своите услови, тој станува лојален и е мотивиран да даде поголем придонес, со што придобивки има и за работничката организација, но и за самата држава. Токму затоа потребен е конструктивен диалог со цел да може да се постигнат оддржливи политики, беше констатирано на денешниот форум. Ние веруваме дека борбата за подобри работнички права е од суштинско значење, пред се за подобрување и унапредување работничкиот интегритет и вреднување на неговиот труд, а потоа како директен резултат и подобрување на неговата индивидуална и семејна благосостојба. Сето ова секако дека придонесува за позадоволни граѓани, подобрени општествени текови и на крај подобро општество за сите. За се ова да се реализира, веќе е докажано како во европските земји, но и во Германија, каде што нашата фондација го има своето седиште, дека само преку конструктивен диалог и ефективна соработка со граѓанскиот сектор, кој што е коректив на владините политики како и на бизнис секторот, може да се постигнат долгорочни и одржливи политики. Работниците се најважниот капитал на една организација. Со ова се дава една голема улога на работничките, пред се во текстилната индустрија. Целта е да се подобрат нивните права, потреби и да се решат неправдите со кои тие се соочуваат години наназад.